За изборот на раководство на нека група се пријавиле 10 машки и 6 женски лица. На колку начини може да се формира 6 члено раководство ако нема ограничување? Под нема ограничување се мисли нема ограничување во однос на полот на избраните во раководството. Вкупно пријавени за формирање на 6 членото раководство се колку? 10 плюс 6, значи вкупно имаме 10 машки плюс 6 женски, тоа е 16 лица. Ние од овие 16 лица треба да избериме 6 члено раководство, да избериме група од 6 луѓе. На колку начини тоа може да направиме? Тука и сите се равноправни на раководство, значи изборот кој прв кој втор избираме не е битен. Тука имаме комбинации од 16 елементи, класа 6, без повторување. Имаме комбинации 16, 6 и ова 16 над 6, ова е 16 факторијал, ова е 16 минус 6 факторијал по 6 факторијал. Ова е 8.000 и 8. Нема никакви ограничувања во однос на полот, степеноста на машки и женски, тогаш изборот на раководство може да го направиме на 8.008 различни начини. Продолжуваме со барањето од 2. Правиме избор на 6 члено раководство и при тоа знаеме дека точно 2 се женски. Точно 2 лица се женски. Ако точно 2 лица се женски од 6, колку се машки? Представете се машки. 2 женски и 4 машки лица. Најпрво од женските ќе избереме 2. Женски во случајов има 6. Од овие 6 избираме 2. Ова е комбинација од 6, 2. Тоа може да направиме на 6 над 2 начини. За тие избрани женски останува да го примениме правилото на производ да видиме колку машки може да избереме. Ако од 6 избериме 2, преостануваат колку да избериме од машки, за да добиеме 6 на раководство. Веќе 2 сме ставили жени, точно 2 се жени, изборот на женски лица сме направили со овај дел, преостануваат уште 4, за да дојдеме до 6 члена раководство и овие 4 треба да се машки. Колку машки има? Имаме 10 машки. Значи од овие 10 машки избираме четворица. Колку е? Ова треба да пресметаме. Ова е 6 факторијал, 6 минус 2 факторијал, 2 факторијал и 50. 6 члено раководство при вака пријавени лица, во кој што ќе има точно 2 женски лица, може да избериме на 3150 различни начини. Продолжуваме понатаму. Од 2 треба да формираме 6 члено раководство во кое што барем 2 се женски. Што значи барем 2 се женски? Добро читајте. Барем 2 се женски значи 2 се женски, или 2 се женски, останатите машки, или 3 се женски, останатите машки, или 4 се женски, останатите машки, или 5 се женски, останатите машки, или сите се женски 6. Сите 6 лица се женски. Што треба да направиме? Ајде на колку начин може да формираме раководство кое што точно 2 ќе се женски. Треба или 2 да се женски, или 3 да се женски, или 4 да се женски, или 5 да се женски, или 6 сите, односно да се женски. Точно 2
Od 6 ženski izbirame koliko? Izbirame 2, znači imamo 6 ženi, izbirame 2, preostanatite četvorica, gdje izbirame od 10 maški. 10 maški izbirame četvorica. Kombinaciji 6-2, bez potrebne kombinaciji 10-4. Ovo je točno 2. Točno 3 ženski, od 6 izbiramo 3, od 10 maški do 6 koliko nije ostanovati, ušte 3. Prvo 3 smo izbrali od ženskite, poslije 3 smo izbrali od maški. To smo je slično kako pod batuka, zato direktno upišu. Ponataka, točno 4 ženski, od 6 4, preostanovati 20, što treba da izberime od maški. Od 10, 2, plus 6, 5, točno 5 ženski, preostanova jedno lice što ima od maški, da ga izberime. I si tako se ženski, od 6 izbirame 6 i od 10 0, 1, 6 na jedan način. 6 ženski može formirati grupa na kolstvo od 6. Ovisite, će da gi zove. Podoban način na razmišljanje za ovo po 2 je sljedeći, od sada nemame okumnovu presmetke. Evo slučaj desimo, možda i rešite. No, primjer, ako imamo 100 ovakvi, primjer, da formiramo, imamo 200 ženi, ili 100 ženi da rečime, da formiramo rakovodstvo koje što i 200 maži, po koje što rakovodstvo od 100, po koje što ima barem jedna žena. Če treba reći od 1 do 99 da presmutovati. Kako može poinako ova da napravi? Bez nikakve ograničuvanja koliko se vkupno? Od vkupno načini da gi odzemime načinite. Od vkupno da gi odzemime rakovodstvo tvoje koje što ima točno 0 ženi i rakovodstvo tvoje koje što ima točno jedna žena. Znači od 8008, će se vkupno rakovodstva bez nikakve ograničuvanje, da ga odzemime broj od na rakovodstvo koji što imamo 0 ženi, znači od 10 maži u tom slučaju izbirame 6, da odzemime broj u koji što ima točno jedna žena. 6 ženi izbirame 1, od 10 maži izbirame preostanate 5 lica. Ovo je 8008 minus, koliko imamo minus 200. Minus 210 i ova nešto u dođe minus 232 po 232 po 6. Ova će go presmetame, ovake dobježemo v, ova će go ostavam sami doma da go presmetame, ne je toliko bitno. I ova da go staviti i da objasnite zašto je ova ovaka, priznava kako točno. Zašto od vkupnoto gdje odzemam da rečam ova obratno to što je od barem 2 ženi, obratno to je pomalko od 2 ženi. Pomalko od 2 ženi se 0 ženi mora rakovodstvo, tako si te maži i 1 žena rakovodstvo. Rekao, i ovo presmetate kad dobijete isto dobro reče, ako imate primjer barem jedna žena, a formirate rakovodstvo od 100, će treba presmetuvati tuga. Točno 1, točno 2, točno 3, točno 4, točno 5, točno 6, točno 7, točno 99. To se mogu presmetiti. Odgovor da rešite od vkupnoto, da gi odzemite, da rečime obratni od taj dogovorati ponavlja, da vidite obratni od nastaje. Faktički, ovo je plus jedna žena, plus 0 žena, treba da gi dadat vkupnite način na formiranje rakovodstva. Zato ovaj najdobro vaka da go rešite. Ajde da smo tukaj, da go razjasnimo. Vkupni odbrojne načini na formiranje rakovodstva bez nikakve ograničenja, kako ga smetamo pa da.
това е от 8008. Ова тука ни дава ръководството во кои што има барем две жени. Ако го означам со А, во кои што има барем две жени. Што ми фали овде вака? За да ги добијам вкупното. Ръководството во кои што има точно една жена и ръководството во кои што има нула жени или во кои што нема жени. Во кои што има една жена е која? Од 6 жени избираме една жена, преостанатите 5 што треба да ги избираме од 10. Се мажи, значи ова е една жена и ова овде преостанува да го додадеме и ръководството во кој што има точно нула жени или нема жени. Односно сите се мажи. Од 10 избираме сите 6 кои што ќе одат во ръководството, од кои што проформираме ръководството. Од таму, ова можем да го запишам, значи од ова тука, што овде сега ми се изброени сите можни различни начини на избор на ръководство. Од таму, ова можем да го запишам, односно ръководството кој што има барем две жени како разлика од вкупниот број на ръководства минус различните начини на формирање на ръководства во кои што нема жена, тоа не е ова, точно нема жени, и во кои што има минус различните ръководства во кои што има точно една жена. Ова е многу битно да го запомнете уште сега. Продолжуваме понатаму. Потоа имаме следното. Или сите се машки, или сите се женски. Или сите се машки, или сите се женски. Ајде прво да ги изброиме ръководствата или начините на формирање на ръководство во кои што сите ги бидат машки. Сите 6 ќе ги избереме од кој? Од 10 машки. Значи од 10 избираме 6. Но на ова треба да ги додадеме и ръководствата во кои што, или начините на кои што може да формираме ръководство, во кои што сите ќе бидат женски. Во овој случај 6. Членото ръководство го формираме од 6 жени, значи од 6 избираме 6. Ова ни е 1. 10 на 6 е... Ајде, 10 факторијал врз. 10 минус 6 факторијал. 6 факторијал, изминете. Ова ни е, се скрата 6 факторијал, ќе останат 7 по 8 по 9 по 10. Тука 4 факторијал 24. Ова ни е 210. 6 на 4 рекол 1 и ова е 211. Со тоа задачата е решена.